Новите цени на горивата ќе можат да се дознаат директно на бензинските пумпи од денеска на полноќ. Иако трговците сами ќе треба да ги утврдуваат цените на нафтените деривати, од регулаторна комисија препорачуваат мало поевтинување кај бензините и иста или малку зголемена цена на дизелот. Велат такви биле трендовите во цената на нафтата и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. Им порачуваат на трговците да не предизвикуваат ценовни шокови. Не очекувам трговците да си направат било каква авантура и да предизвикаат од утре било каков ценовен шок. Доколку влезат во таква авантура, при носењето на новата методологија, ние тој нивни однос ќе го земеме во предвид. Од регулаторната комисија уверуваат дека кога ќе профункционира новата методологија, цените на горивата ќе останат на слично ниво. Граѓаните се разочарани бидејќи откако од пресметката се исклучи досегашниот трошок од $29 за тон кој се признаваше на ОКТА, очекуваа поевтинување на горивата. РКЕ пак најавува дека ќе признава зголемени трошоци за транспорт, складирање, маржа за малите трговци и друго. Маржата кај нас од 3,2 денари е утврдена во 2002 година. Така да се разбира дека од 2002 година до сега има апсолутно со самиот факт што имало инфлација од преку 30%. До сега ние тоа ќе го имаме во предвид. Трговците за прв пат се најдоа во улога да одлучуваат за цените на горивата, откако екс-председателот Иванов не ги потпиша законските измени со кои требаше да се усвои нова методологија. Од регулаторна очекуваат Пендаровски да стави подпис на законските измени, тие да се усвојат во собранието и веќе од наредниот понеделник комисијата да продолжи да ги утврдува малопродажните цени, но од сега тоа да го прави еднаш неделно.